Стариот дел на аеродром, како што беше урбанистички планиран, тоа се деловите, да речеме, позади трговски центар Бисер, позади трговски центар Капитол или целото Ново Лисиче, беше во едно друго време урбанизиран, каде што имаше поголем број на зелени површини, поголем број на паркинзи, за разлика ако споредиме сегашните нови детални урбанистички планови како што се во Реонски центар или во Стар аеродром Новиот Дуб, каде што е зграда до зграда, нема зелени површини, нема инфраструктура за проток на возила. Во иднина деталните урбанистички планови ќе бидат изготвувани по теркот на веќе споменатите, како што е Ново Лисиче или позади трговски центар Бисер, каде што ќе бидат големи зелените површини, каде ќе има повеќе паркинг места, каде што ќе има големи улици и булевари за проток на возилата. Па во консултација со експертите во таа област, значи канализацијата нема капацитет. Се изградија многу згради, меѓутоа канализационата мрежа е стара во поголемиот дел каде што се изгради новите згради и општината штеди пари на тој дел, а не треба затоа што е реален проблем на граѓаните. Значи, нашето мислење заедно со граѓаните го кажавме во изминатиот период. Ние се уште сме против висококатницата кај Мајчин дом, затоа што е спротивно на интересите на граѓаните. Меѓутоа, со доаѓањето на новата локална власт, ќе најдеме компромисно решение што ќе биде во интерес на граѓаните, како и на сопственикот на парцелата. Во делот покрај Вардар, да, стварно таму граѓаните живеат во субстандардни услови и ние излегуваме во пресрет и немаме ништо против тој дел од деталниот урбанистички план, затоа што е потребно урбанизирање на тој дел од аеродром. И во тој дел на урбанистичкиот план покрај Вардар ќе има некакви мали измени каде што ќе го заштитиме зеленилото што ќе треба во моментов да биде исечено со постоечкиот детален урбанистички план. За жал, вашата констатација е точна. Општина Аеродром е една од најзагадените општини во Република Македонија, па и пошироко. Во разговор со експерти ги лоциравме проблемите зашто е тоа така. Да кажеме, во Аеродром има неколку сепарации врз кои има слаба контрола. Градежната експанзија без доволна контрола на истата доприносува за поголема загаденост на воздухот. Имаме решение за овој проблем. Едно од нив е гасификација на училиштата и градинките, поврзување на индивидуалните домаќинства со топлотната мрежа во град Скопје, со што ќе се намалат и самите трошоци на граѓаните, а ќе се зачува човековата околина. Ивица Коневски е 8 години градоначалник на општина Аеродром. Ако ги земеме и 4 години пред неговиот мандат, кој исто така беа од неговата партија, може да заклучиме дека во буквална смисла е многу малку направено. Општина Аеродром е една од побогатите општини која има буџет од прилика околу 20 милиони евра. Сега кога погледнеме Аеродром како изгледаше пред 12 години, како изгледа сега, ќе видите дека многу малку е направено, да не кажам скоро ич. Една градинка, по рекламните спотови на Ивица Коневски, гледаме дека се фали со изградба на една градинка, која е изградена заедно со централната власт. Ако земеме предвид за големината на буџетот, тоа е скоро ништо. Што се однесува до зеленилото, во овие 8 години од неговото владење, повеќе се исечени дрва отколку што се обновени зелените површини. Сметам дека овие наредни локални избори се последната шанса да се спаси општина Аеродром, за да остане едно урбано место со еден специфичен дух што и другите општини го немаат. Еден малски дух, еден дух на деца растрчани по тревниците, на нешто што беше Аеродром пред 12 години. Ние ќе воспоставиме поинаков начин на владење. Сите работи што ќе ги спроведеме во општина Аеродром ќе бидат во соработка со граѓаните. Значи, буквално потребите нивни ќе бидат преточени во нашата работа. Би ми било огромна чест да бидам кандидат на СДСМ на престојните локални избори. Впрочем, моето делување политичко е
20 години на локално ниво, овде сум израснат, 8 години бев и член во Советот на општина Аеродром, ги знам проблемите, живеам со проблемите на граѓаните, а мислам дека можеме да ги решам тие проблеми. Секогаш има простор за работа, во моментов организираме средби со граѓани, кои ги нарекуваме мое мало, разговараме и ги подобруваме. Од таму ги собираме и проблемите на граѓаните од микросредина, кои исто така ќе бидат ставени во програмата и нормално таа програма ќе ја реализираме во наредните 4 години по промената на локалната власт. Верувам оваа наша заложба во изминатиот период за подобрување на животот во општина Аеродром, граѓаните ќе ја препознаат и на наредните избори ќе ни ја дадат довербата да раководиме со општината во наредните 4 години.